После кратка пауза од 10 дена продолжуваме со снимање на нови видеа од ниво А2. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe за да не следите при снимање на новите видеа. На денешното предавање ќе учиме за наизменични предлози или дел од нешто што веќе го имаме сретнато во предавањата од ниво А1, поточно во последните предавања од истото ниво. А сега да започнеме со вексел препозиционен или наизменични предлози. За почеток да кажеме што треба да повторите за полесно да го научите ова видео. Можете да ги гледате видеата за падежи во германскиот јазик и тоа првиот, вториот и третиот дел, односно каде што објаснуваме за падежот номинатив, акузатив и датив. И исто така треба да го научите видеото за предлози во германскиот јазик, за време и место. Исто така можете да го најдете во плейлистата од ниво А1. Во германскиот јазик, како и во македонскиот, постојат предлози за време или темпорале препозиционен и вториот тип се предлози за место или локале препозиционен. Исто така, предлозите можеме да ги поделиме на поинаков начин и тоа предлози во акузатив, предлози во падежот датив и како трет дел наизменични предлози кои важат и можат да се користат и во акузатив и во датив. Во ова видео ќе учиме баш токму за тие типови на предлози. За почеток да повториме накратко за падежите во германскиот јазик, бидејќи тоа е услов за полесно да го научиме ова видео. Die Fälle im Deutschen. Падежи во германскиот јазик. Од падежите во германскиот јазик веќе имаме учено дека најлесниот падеж за учење е падежот номинатив и тоа да објаснеме накратко за секој од падежите. Во номинатив имаме реченица каде што имаме вршител на дејство во реченицата, односно номинатив е секојаш субјект или подмет. Во номинатив делот од реченицата е оној кој што ја врши активноста, некој или нешто. Одговара на прашалните зборови веа или кој и вас или што. Кога сме кај акузатив, акузатив во реченицата е трпителот на дејството, односно представува директен предмет. Е оној врз кој се врши активноста, врз некој или врз нешто. Акузатив одговара на прашалните зборови вен или за кого и вас или што. Кога сме кај падежот датив, веќе знаеме дека тоа е оној кој на индиректен начин е поврзан со дејството во реченицата или, поинаку кажано, датив е индиректен предмет во реченицата. Одговара на прашалните зборови вем или кому и во или каде. И последно генитив за кој ќе учиме во B1 подетално, ќе кажеме дека се користи за изразување на сопственост при говор во реченицата. Ова веќе го знаеме за падежите, беше само мало повторување. Продолжуваме понатаму како се одлучува кој дел од реченицата во кој падеж ќе спаѓа. Се ориентираме според тоа што го кажавме со одговорот на одреден прашален збор и тоа
Номинатив одговара на прашалните зборови веа или кој и вас или што. За акузатив кажавме дека одговара на вен или за кого и вас или што. И за датив имаме прашалните зборови вем, кому и во или каде. Да видиме примери. Том ist Feuerwehrmann. Том е пожарникар. Во оваа реченица користиме номинатив, односно Том е номинатив и одговара на прашалниот збор веа, односно одговорот на веа би било Том, а одговорот на вас или што, значи Том е пожарникар. Да видиме пример за акузатив. Er fährt Feuerwehrauto jeden Tag. Тој вози против пожарно возило секој ден. Оваа реченица е реченица во акузатив и тоа со одговор на прашалниот збор вас. Во случајов одговараме дека вози против пожарно возило. Значи што прави тој. И пример за датив. Ich gebe meinem Freund viel Geld. Јас му давам на мојот пријател многу пари. Одговараме со прашалниот збор вем во оваа реченица, односно кому давам јас многу пари на мојот пријател. Продолжуваме понатаму. Во што се разликуваат падежите? Во реченици во кои се користат, во родот на именките, каде што за секој падеж е различно за членувани именки и за нечленувани именки. Потоа за присвоен член и за негација на нечленуваната именка. Тоа нема да го повторуваме, можете да ги гледате видеата за падежи во германскиот јазик, кои се во плейлистата за ниво А1. Потоа, падежите меѓу себе се разликуваат во нивните лични заменки, присвојни заменки или присвоен член, глаголи и толку. Значи во ова видео важно ни е да ја знаеме разликата меѓу падежите кога ги користиме при род на именките и тоа поточно за членуваните именки. Поради тоа ќе го повториме уште тоа на кратко за падежите. Кои префикси се користат за членувани именки кај различните падежи? Ќе направиме една табела што веќе ја знаете, ќе ја повториме на кратко. Во номинатив, акузатив, датив и генитив, од левата страна ги имаме машки, женски, среден род и плурал или множина. За номинатив, префиксите за членувани именки се за машки род деа, женски род ди, среден род das и множина исто како за женски род. Кај акузатив, разликата од номинатив е само во машкиот род, каде што деа се променува во ден, а женски, среден род и множина остануваат исти. За датив знаеме дека за машки род и среден род имаме дем, а за женски род деа, а множина ни останува ден. Кај генитив е нешто ново за нас, само ќе го кажеме на кратко: des, деа, des и деа. Подетално ќе учиме во B1 ниво. Тоа беше повторување за падежите во германскиот јазик, а подетално можете да ги гледате во ниво А1, посебно секое видео за номинатив, акузатив и датив. Да се вратиме на наизменичните предлози. Втора работа која треба да ја повторите, кажавме дека се предлозите во германскиот јазик или ди препозиционен. Исто имате видео за предлози за време и место во германскиот јазик кое се наоѓа во ниво А1. Од истото видео ќе повториме на кратко и продолжуваме
подетално за наизменичните предлози. Какви предлози постојат во германскиот јазик? Како што кажавме на почетокот, постојат темпорале препозиционен или предлози за време и локале препозиционен или предлози за место. Какви предлози постојат во германскиот јазик зависно од падежот во реченицата? Исто на почетокот на ова видео кажавме дека постојат предлози кои спаѓаат само во еден падеж и тоа или во акузатив или во датив. Тие можат да бидат предлози за време и предлози за место. Вториот тип се наизменични предлози кои спаѓаат во двата падежи, односно и во акузатив и во датив. Во нив ги имаме само предлозите за место. Предлозите за време не спаѓаат во оваа група. Да видиме примери. Во оваа табела од левата страна ќе споменеме неколку предлози кои спаѓаат само во акузатив. На средината предлози кои се само за датив, а од десната страна на табелата предлози кои можат да се користат и во акузатив и во датив. Für за, über за, ohne без и durch nis. Предлози кои се користат само во падежот датив би биле aus или од, bei во превод кај или при, zu во превод кај, на или кон и mit или со. За предлозите кои спаѓаат само во еден падеж, нема да зборуваме подетално во ова видео и нема да ги споменеме сите од нив, бидејќи учиме за наизменични предлози. Неколку наизменични предлози ќе споменеме во овај дел од табелата. Hinter или зад, über по превод над, unter под и zwischen помеѓу. А сега продолжуваме подетално за главниот дел од ова предавање или за die Wechsel препозиционен или наизменични предлози. Како се одредува кој предлог во кој падеж спаѓа? Бидејќи кажавме дека наизменичните предлози во германскиот јазик можат да бидат и во акузатив и во датив, но се користат во различни реченици. Значи, се одредува зависно од тоа дали глаголот во реченицата ќе има дејство во движење или дејство во мирување. И зависно од тоа на кој прашален збор одговара глаголот. Да видиме пример. Во следната табела од левата страна имаме тип на глагол, прашален збор на кој одговара тој глагол, например неколку глаголи и пример на реченица. Значи, важно е да запоменеме во ова видео дека наизменичните предлози ќе бидат во акузатив ако глаголот во реченицата ќе има дејство во движење. И е глагол кој опишува правец. Одговара на прашалниот збор во хеа или од каде и во хин кон каде. Најчесто се користат реченици каде што одговараме на прашалниот збор во хин. Например, тоа се глаголи од типот на fahren или вози, gehen, оди, fliegen, лета и kommen, доаѓа. Сите овие глаголи се глаголи кои се со дејство на движење или покажуваат некој правец. Например, ich fahre nach der Berg или јас возам кон планината и бидејќи планината е во машки род имаме den Berg.
Во датив имаме мала разлика. Се користат глаголи кои имаат дејство во мирување, односно глагол кој опишува некоја позиција. Одговараме на прашалниот збор во или каде. Например, такви глаголи се sein, stehen, односно глаголот стои, есен, или јади, sehen, гледа и така натаму. Сите овие глаголи се со дејство на мирување. Да видиме еден пример. Ich bin in dem Krankenhaus или јас сум во болницата. Во овие две реченици имаме користење на предлог или предлогот nach кај акузатив реченицата и предлогот in кај датив реченицата. Ке видиме подетално во следните слайдови. Кои се најчесто користените на изменични предлози во акузатив и датив? Ке видиме примери каде што ќе дадеме превод и кој кога се користи. Прв предлог од наизменичните е предлогот in, кој исто така може да се користи во кратенка како им, ако имаме реченица каде што користиме in плюс dem, односно за датив во машки или среден род, или ins, каде што скратуваме in плюс das, или in плюс среден род за акузатив. Ке видиме примери. Во превод, предлогот in значи во и се користи кога зборуваме за некоја држава, град, улица, градба и така натаму. Следен предлог е предлогот an, исто така како и за in, и за an има кратенки. И тоа, предлогот an можеме да го користиме исто како am, кога користиме an плюс dem во датив, или како ans, кога користиме an плюс das. Значи, за формирањето на ваков тип на кратенки, може подетално да го гледате нашето видео за предлози за време и место во германскиот јазик од ниво A1, каде што објаснуваме на кој начин се формираат овие кратенки. Предлогот an во превод значи на или до и се користи кога зборуваме за некој вертикален дел од типот на ѕид, врата, прозорец и слично. Или исто така може да се користи за аеродром, автобуска станица и друго. Трет предлог е предлогот auf, кој како кратенка може да се користи aufs, кога зборуваме за auf плюс das или среден род. Во превод значи над или врз. И се користи кога зборуваме за хоризонтален дел, односно на маса, под, полица и слично. Следен предлог е предлогот vor, во превод пред, и се користи за најчесто за градби или објекти. Следен предлог е предлогот hinter, кој значи во превод зад или позади. Се користи исто така при опишување во реченица за градби или некои објекти. Наизменичен предлог über во превод над или преку се користи за предмети или објекти. Следен предлог кој ќе го учиме е unter во превод под и се користи за предмети или објекти. Zwischen во превод помеѓу се користи за градби, објекти или личности. И следен предлог е наизменичниот предлог neben, кој во превод значи до или покрај
и се користи исто така за градби, објекти или личности. Значи сите овие предлози од левата страна можат да се користат кога имаме реченица во акузатив или во датив, но се користат на малку поразличен дел. Затоа кој предлог во кој падеж ќе се користи, веќе кажавме, зависно од глаголот дали е во движење или не. А како ќе се користи, ќе кажеме во следните слайдови. Ако ви се допаѓа видеото, кликнете лайк да ни дадете поддршка. Со овие две слики многу полесно можете да запамтите како се користат наизменичните предлози во акузатив и датив. Значи, и на горната и долната слика ги имаме истите наизменични предлози, но можете да забележите дека кај сликата за акузатив имаме движење на топката, а во датив имаме мирување на глушецот. Продолжуваме понатаму. На што да внимаваме при формирање на реченица со наизменични предлози во акузатив и датив. Ова е многу важно. Прво треба да се внимава дали реченицата е во акузатив или во датив. Тоа знаеме дека се ориентираме според тоа дали глаголот е глагол во движење или во мирување. И втора работа на која треба да се внимава е кој префикс за членувана именка ќе користиме. Тоа се одредува според правилата за членувани именки во акузатив и датив кои веќе ги повторивме пред неколку минути. Да видиме пример. Ich stelle das Glas auf den Tisch. Јас ја ставам чашата врз масата. Во оваа реченица имаме падеж акузатив, бидејќи штелен глаголот или ставам е глагол во движење. Според тоа користиме наизменичен предлог auf, а тиш или масата, бидејќи е во машки род и е во акузатив реченица, ќе имаме den Tisch. Das Essen steht auf dem Tisch. Јадењето стои на масата. Во оваа реченица, глаголот essen, односно глаголот stehen, кој стои, е глагол во мирување, значи не опишува движење. Поради тоа реченицата е во датив. Го користиме истиот наизменичен предлог или auf, но после предлогот имаме dem Tisch, бидејќи е во машки род, масата во германскиот јазик, а префиксот за членувана именка во датив е dem за машки род. Еве ги разликите. Глаголот stellen со den Tisch и глаголот stehen со dem Tisch. Ако овие две правила ги запамтите, многу лесно ќе формирате реченици со наизменични предлози. А сега да извежбаме поголем дел на примери за да стане појасно. Од левата страна ги имаме наизменичните предлози кои веќе ги споменавме. Од десната страна ќе прочитаме по неколку примери за секој од нив. Ich bin im Buchladen. Јас сум во книжарницата. Во оваа реченица користиме датив, бидејќи глаголот sein е глагол во мирување. Поради тоа Buchladen добива им. Er geht in den Buchladen. Тој оди во книжарницата. Глаголот gehen е глагол во движење или оди. Поради тоа имаме in den, односно акузатив за машки род или за Buchladen, бидејќи книжарницата во германскиот јазик е машки род. Префиксот е den
а на изменичниот предлог in. Уште еден пример. Ich gehe ins Studio, јас одам во студиото. Бидејќи оваа реченица исто користи глагол кој е во движење, е реченица во номинатив, во акузатив. Грешка. И бидејќи е во акузатив, имаме користење на ins, бидејќи студио е во среден род и имаме кратенка на in das Studio. Значи реченицата Ich gehe in das Studio би ја скратиле како Ich gehe ins Studio. Примери за следниот префикс, за следниот предлог. Sie zeichnet etwas an die Wand. Таа црта нешто на зидот. Глаголот zeichnen или црта е глагол во движење, поради тоа реченицата е во акузатив. И имаме предлог an, префикс die и Wand или зидот. Die Wand е во женски род и поради тоа се користи die. И уште еден пример. Die Schneeflocken stehen am Fenster. Снеголките стојат на прозорецот. Глаголот stehen е глагол во мирување, поради тоа реченицата е во датив. Па имаме am Fenster. Ich stelle das Glas auf den Tisch. Јас ја ставам чашата врз масата. Das Essen steht auf dem Tisch. Јадењето стои на масата. Овие две реченици веќе ги прочитавме. Das Auto steht vor dem Krankenhaus. Автомобилот стои пред болницата. Das Hotel ist hinter der Post. Хотелот е зад поштата. Das Flugzeug fliegt über den Stadt. Авионот лета над градот. Die U-Bahn fährt unter die Häuser. U-Bahn вози под куќите. Sie stehen zwischen den Autos. Тие стојат меѓу автомобилите. И die Katze sitzt neben dem Fernseher. Мачката седи покрај телевизорот. Значи, во овие реченици треба да одредите во кој падеш реченицата и кој префикс ќе го користите. И за крај, кратка вежба, за да извежбате тоа што учевме денес. Пополнете за наизменичен предлог кој не достига во реченицата. Лаура оди во пекара. Значи во оваа реченица одредуваме дека ќе користиме акузатив. Laura geht in die Bäckerei. Следен пример. Лаура јади во пекарата. Laura ist in der Bäckerei. Оваа реченица е во датив. Боиците се на полицата. Die Buntstifte sind auf dem Regal. Глушецот трча зад креветот. Die Maus läuft hinter das Bett. И последна вежба за денес. Јас спијам под постелнината. Ich schlafe unter dem Bettbezug. Тоа беше се за ова видео. И ако ви се допадна видеото, знаете што треба да направите, лайк, субскрайб и не заборавајте да го предложите каналот на пријатели.